Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анита Јовановска, вие го следите третиот дневник на К3 телевизија. Ова се настаните на денот. Од утре стартува проектот за изградба на гасоводот на потегот од селото Клечовце до Штип. Денеска во Скопје започна меѓународната археолошка конференција Населби, култура и динамика на популациите во балканската праисторија. Завршија штрајковите во американските рафинерии. Нафтата ќе поскапува. Куманово избра спортист на годината Дрита Ислами. Советот на општина Куманово го усвои извештајот за проценка на штети настанати од поплавите при излевање на реките Крива река, Пчиња, Кумановка и Којнарка. 12,9 милиони денари е вкупната бројка за штетата која предизвикаа поплавите, кои го зафатија Кумановско во текот на јануари и февруари годинава. Во текот на јануари и февруари годинава. Од оваа штета за граѓаните, односно физичките лица, околу 5,7 милиони, додека за инфраструктурните објекти е 7,2 милиони денари. Како што знаете и досега, значи ова е поплава која беше во континуитет во 10 на дена 2 пати или 3 пати се излеваа реките од Крива река, Пчиња, Кумановка и Којнарка, и тоа се штетите настанати во подрачјата каде што е Љачицен, Клечовце, Довезенце, Пчиња, во Добрашани и Шупликамен и потечението на реката Липковка во Бедиње и Режановци, каде што има неколку нарушени мостови и локалните патишта имаат претрпено одредени штети. По усвојување на извештајот за проценки на штети од страна на Советот, истиот ќе биде доставен и до владата, односно до Републичката комисија за да се изврши обештетување. После ова ќе испратиме извештај до владата на Република Македонија, односно до Републичката комисија за проценки на штети, и ќе очекуваме владата да донесе одлука за да ги обештети граѓаните и да се и овие инфраструктурни објекти кои што имаат претрпено штети да се изврши санација на одредените места. Секоја општина е должна да се направи своја комисија за проценка на штети, појасни Цоки Ристовски, претседател на општинската комисија за проценки на штети. Руската компанија Стройтрансгаз најави дека проектот за изградба на гасоводот од Кумановското село Клечовце на потек до Штип ќе започне утре. При поставувањето камен темелник е најавено присуството на премиерот Никола Груевски. Утре започнува поставувањето на камен тебелник на магистралниот гасовод во должина од 60,8 км, на кој е најавено присуството на премиерот Никола Груевски. Дијаметрот на гасоводните цевки изнесува 508 мм, а вкупниот капацитет за пренос на гас на годишно ниво не се соопштува. Ако се спореди со широчината на цевките со другите гасоводи во светот, тогаш може да се констатира дека тој ќе може да пренесува неколку милијарди кубни метри природен гас на годишно ниво. Изградбата на овој магистрален гасовод до Штип ќе се заврши најдоцна до јуни следната година. Вредноста на проектот изнесува 75,7 милиони долари, од кои 60 милиони долари произлегуваат од подмирувањето на клириншкиот долг од страна на Руската Федерација. Најголемата европско текстилна фабрика, турско-кинеска Weibo Group, ќе отвори 5000 вработувања, од кои 80% се наменети за кумановци. Инвеститорот кој гради фабрика во Ранковце планира работниците да ги обучува и преквалификува во погон во Крива Паланка. Во првиот конкурс, кој се очекува да биде објавен наскоро, ќе има побарувачка за околу 400 работни места. Текстилната фабрика Weibo Group, која се гради на површина од 240.000 квадратни метри во Ранковце, е најголемата инвестиција во државата и се очекува да вработи 5600 лица. Најголемиот дел од работниците ќе бидат кумановци. Околу 3500 граѓани ќе имаат можност во наредните 5 години да најдат работа во текстилната гранка. Сега зависи се до условите. Значи, ако се добри услови, зошто да не? Би прифатиле, зошто да не. И тоа е работа. А што сте постигли? Економски техничар. Има и помлади од мене што тражив работу, многу тражив работу. Инвеститорот претходно извршил анализа на пазарот на трудот, кој недостигот од работна сила ќе го решава со обука и преквалификација. Првиот оглас ќе биде отворен наскоро за 400 лица кои ќе бидат обучувани во погонот во Крива Паланка. Во Крива Паланка е земен погонот на
Орка Спорт како тренинг центар, веќе се преземени 260 работници од Орка Спорт и тие ќе бидат на некој начин обучувачи на новите кадри што треба да се работат во индустријската зона. Турско-кинескиот гигант Weibo Group првично ќе вложи $180 милиони, кои за 5 години треба да се искачат на 400. Погоните во Североисточна Македонија ќе шијат запознатите светски брендови како што се Nike, Adidas и H&M. Куманово некогаш беше втор град по развиеност во текстилната индустрија. Во некогашните Биброк и Кирофетак работеа над 3000 работници. Во управата за јавни приходи последниве 3 дена примени се на 330.000 годишни даночни пријави. Во Куманово 14.755 граѓани поднале ГДП пријава. Оделението во Куманово ќе прима годишни даночни пријави и во понеделник, бидејќи крајниот рок 15 март се паѓа во недела, информираше Сузана Стошевска-Николовска, координатор на даночното оделение. Во управата за јавни приходи последниве 3 дена на дневна основа се примаат од околу 40.000 до 50.000 пријави и заклучно со вчера, 12 март 2015 година, во управата за јавни приходи се примени вкупно 330.737 годишни даночни пријави, од кои 1.575 се поднесени преку е-даноци. Во Куманово, според последните податоци, 14.755 граѓани поднале годишна даночна пријава. Истовремено подсетуваме дека регионална дирекција Штип и даночно оделение Куманово, како и даночно оделение Струмица работат со продолжено работно време до 18 часот во работните денови и до 14 часот во сабота. Годишните даночни пријави ќе се примаат и во понеделник, 16 март 2015 година, од причина што крајниот рок 15 март 2015 година паѓа во недела. Граѓаните може да поднесат годишна даночна пријава и преку пошта, или граѓаните кои се регистрирани на е-даноци, својата пријава може да ја поднесат електронски. Во недела во салата Борис Трајковски во Скопје, ВМРО ДПМН ќе организира голем собир. На него ќе учествуваат членови од партијата, меѓу кои премиерот Никола Груевски, а главна тема ќе бидат актуелните политички случувања во земјава. Во недела во салата Борис Трајковски во Скопје, ВМРО ДПМН ќе организира голем собир. На него ќе учествуваат членови од партијата, меѓу кои и премиерот Никола Груевски, а главна тема ќе бидат актуелните политички случувања во земјава. Од партијата велат дека организирањето на овој собир е резултат на иницијативите на неколку општински комитети на ВМРО ДПМН, а поводот е актуелните политички настани во земјава и потребата од одговор. Планирано е вакви собири да се одржат во повеќе градови во земјава, на кои ќе се одговори со аргументи и со конкретни поенти. Граѓаните очекуваат одговор на своите реални потреби, барања и прашања, велат во партијата. Обилните врнежи од снег кои изминатиот викенд го зафатија подрачјата на Крива Паланка и Ранковце предизвикаа проблеми со проодноста на патните правци кон поодалечените села. Надлежните служби интервенираат со сите расположливи ресурси. Снегот од изминатиот викенд на повисоките места достигна и до 60 сантиметри, поради што дел од кривопаланичките села беа одсечени. Во изминатите денови во функција беа ставени патните правци кон селата Трново, Узем и Крклја, а поголеми проблеми при расчистувањето имаше кон селата Луќе, Огут, Нерав и Герман. Информираат од подрачното оделение на дирекцијата за заштита и спасување. Поголем проблем прават навевите, каде што достигнуваат кон овие две села дори до метар височина, а кон село Герман имаме информации дека навевите на одредени места достигнуваат до височина и дури до 2 метри снежна покривка. По дојавата за потреба од лекарска помош на лица од завеаните села во координација со Македонија пат, целосно беше пробиен патот кон селата Огут и Нерав, од каде со помош на надлежните од дирекцијата за заштита и спасување и тимовите од Црвениот крст и противпожарната единица на Крива Паланка, болните беа пренесени во болницата. Имавме дојава од село Нерав за болно дете, значи за боболка. Детето е негде околу 13-14 години, за боболката му била 2 до 3 дена. Имавме дојава од неговите родители за
да се прочисти пато, за да може дето да се спушти до болница, за да се направи интервенција соодветна. Исто така имавме дојава во 9:30 за стара баба, изнемоштена, дека има потреба од лекарска нега во село Огут. Пошто стапивме во контакт со локална самоуправа Крива Паланка, Црвениот крст во општина Крива Паланка и направивме една екипа која појде на терен за да го рачисти патот и да успее да ги наведените лица да ги снесе до болница. Единствено, целосно непроодан останува патот кон село Дринак, поради немошноста за интервенција со механизација, бидејќи селото е на надморска височина од 2000 метри, а патот е земјен. Надлежните институции превентивно се подготвуваат за поплавите кои се очекуваат по топењето на снегот. Отворен ден во Управата за имотно-правни односи во Куманово. Граѓаните во ова оделение поднале над 17.600 барања за приватизација. Оделението во Куманово е едно од најажурните и ја реши експроприацијата поврзана со клучните проекти за пругата кон Бугарија и барањата за изградба на гасоводот. Во рамки на проектот Отворени денови за средби со граѓаните што ги организира Управата за имотно-правни работи, граѓаните се интересира и добија стручна помош во однос на прашања за приватизација на земјишта, легализација на објекти, катастарски прашања. Инаку оделението во Куманово е едно од најактивните и во изминатиот период активно работеше и ефикасно се справи со поголем број на постапки кои беа во функција на спроведување на значајни проекти за Република Македонија, како и за граѓаните на општината. Во изминатиот период активно работеше и ефикасно се справи со поголем број на постапки кои што беа во функција на реализирање на значајни проекти пред се за Република Македонија, меѓутоа секако и за граѓаните на општина Куманово. Тука особено мислам на постапките за експроприација за изградба на железничката пруга кон Бугарија, како и изградбата на, односно експроприацијата во функција на изградбата на гасоводот, чие што еве официјален почеток е најавен веќе за утре. Граѓаните во Куманово поднале дури 17.600 барања за приватизација. Најголемиот дел биле решени. Но апелирам, до сите баратели кои што веќе поднеле барања, кои што го немаат комплетирано, тоа да го направат што е можно побрзо, за да можеме и ние да постапиме по тоа барање и да донесеме соодветен акт. Управата за имотно-правни односи во текот на целиот месец организира средби со заинтересирани граѓани во просториите на подрачните оделенија на Управата за имотно-правни односи и помага во решавање на нивните проблеми од оваа сфера. 7 милиони денари од сопствени средства ќе се издвојат за реновирање на тоалетите во општата болница Куманово. Во рамките на најавената реконструкција, од управата на болницата додадоа дека ќе се направи нов паркинг простор. Заплаќањето на паркинг местата ќе биде задолжена болницата. Старите прозорци, скршените врати и непријатниот мирис кој се шири од тоалетите ќе бидат минато за вработените и пациентите во општата болница во Куманово. По повеќе од една деценија со сопствени средства на Кумановската болница ќе се реконструираат сите санитарни јазли, велат надлежните. Почнавме со реконструкција на сите санитарни јазли во нашата болница. Проект во кој општата болница од својот буџет издвоила околу 7 милиони денари. Возачите ќе можат да здивнат и нема да се нервираат каде да го паркираат автомобилот, бидејќи во кругот на болницата ќе биде направен и нов паркинг простор, најави Латифи. Во рамките на најавената реконструкција, тој додаде дека плаќањето на паркинг местата ќе биде на сметка на болницата. Ние ќе го направиме еден паркинг во околу 1600 квадратни метри, кај ќе се сместат возилата на нашите вработени и возилата на нашите пациенти и нивните блиски. И сега плаќаме на возилата кои влегуваат на нашата болница околу 40 денари на ден е тоа. Латифи додаде дека реновирањето на санитарните јазли се планира да се заврши за 2-3 недели. На работната седница на Демократската партија на албанците синоќа беше избрано ново председателство на огранокот за Куманово. Бурхам Салију доби најмногу гласови од присутните и стана нов председател. Во големата сала на поранешниот комитет Демократската партија на албанците синоќа одржа работна седница на која што го избра новото председателство на огранокот за Куманово.
Присутните во салата гласаа за предложените кандидати, од кои најмногу гласови доби Бурхам Салиу. Тој беше избран за нов претседател, пошто имаше свое обраќање пред присутните. Нашите приоритети се да демокрација на нашата партија. Демократска партија на албанците. Па ќе се залагаме за народот да добие некоја поголема слобода. На работната седница под мотото Движење за реформи на ДПА, меѓу другите гости однадвор присуствуваше и градоначалникот на Струга Зијадин Села. Работиме на тоа за да го добиеме легитимитетот кај албанското гласачко тело. Сега сме во фаза кога ги формираме структурите. Ова беше работно собрание на Движењето за реформи на ДПА, која претходи на конгресот кој ќе се држи на 21 март. Нашите очекувања се дека ние ќе успееме. Значи, да ги победиме изборите и да го добиеме легитимитетот од албанците, кои планираме да го искористиме за доброто на албанците. По изборот на новото раководство, Зијадин Села се обрати пред присутните, честитајќи им го изборот и укажувајќи на начинот за понатамошна успешна работа на Демократската партија на албанците. Нови 6 месеци санкции од страна на Европската Унија кон Русија. Италија бара центар за мигранти во Африка. Заврши штрајкот во американските рафинерии, поскапе нафтата на берзата. Вести од светот. Европската Унија ги продолжи санкциите кон Русија за 6 месеци, беше соопштено денеска од страна на Европскиот совет. Санкциите кои се воведени поради кршење на суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина беа воведени пред една година и требало да истечат до крајот на овој месец, но со одлука на советот се продолжи до септември. Санкциите опфаќаат 150 руски функционери како и политички и воени лидери во самопрогласената република Донецк и Луганск во источниот дел на Украина, на кои им е воведена забрана за патување и располагање со имотот на ЕУ. Освен тоа, на црната листа на ЕУ се најдоа и 37 компании на кои им е забранет пристап до европските пазари и пари. Одлуката за продолжување на санкциите е донесена во согласност на сите 28 членки на Европската Унија. Италија ги повика европските партнери од Европската Унија да формираат во Северна Африка центар за прием на имигранти, откако напорите на Агенцијата на ЕУ за зачувување на границите се покажаа недоволни за да се справат со бранот луѓе кои бараат азил во Европа. Поред Анџелино Алфана, министер за внатрешни работи на Италија, тие центри ќе извршуваат хуманитарни задачи. Ќе дозволат Европа да извршува проверки и да го разбие огромниот пазар на трговија со луѓе. Повеќе од 270.000 луѓе влегле минатата година илегално во ЕУ, најмногу се од Либија кон Јужна Европа. ЕУ планира да испрати своји миграцијски службеници во држави вон Европа за да проверат дали луѓето имаат потреба од итна помош и какви можности за легална имиграција може да им бидат дадени. Тоа првично ќе се испробува во Нигер, во кој транзитно кон Европа минуваат млади луѓе од Сенегал, Гамбија и Мали. Цените на нафтата пораснаа после информациите за завршување на штрајкот во американските рафинерии, затоа што во минатото цените доживеа пад поради порастот на резервите на залихите на нафтата во САД. Американската така наречена лесна нафта за извоз во април поскапе на њујоршката берза за 12 центи, додека нафтата од типот Брент исто на априлскиот извоз во Лондон поскапе за 16 центи. Агенцијата Bloomberg наведе дека синдикатот United Steelworkers, кој застапува 30.000 работници од американскиот нафтен сектор, постигна договор со компанијата Royal Dutch Shell и со тоа наскоро ќе биде прекинат штрајкот во рафинериите. Од Американското министерство за енергетика соопштија дека нафтените залики пораснале за 4,5 милиони барели во недела заклучно со 6 март, достигнувајќи 448,9 милиони барели, што е највисоко ниво од 1982-та, кога Американската агенција за енергетско информирање започна со калкулација на неделните залихи. Денеска во Скопје започна меѓународната археолошка конференција «Населби, култура и динамика на популациите во балканската праисторија» во организација на Центарот за научни истражувања и промоција на културата ХАЕМУС. Форумот го отвори Драгош Георгију, професор на Националниот универзитет на уметности во Букурешт, како представник на научниот комитет на конференцијата, кој истакна дека собирот е важен поради темата и вклученоста на археолози од повеќе европски земји, кои работат на истражување на балканската праисторија. Председателот на ХАЕМУС Василка Димитровска истакна дека ова е досега најголемата конференција за археологија одржана во Македонија, на која ќе бидат презентирани сознанија и артефакти од истражувањата за балканската праисторија.
Конференцијата ќе обезбеди методолошка, теоретска и експериментална рамка за интерпретација на археолошките содржини и анализа на артефактите, како и нови согледувања на интердисциплинарниот пристап за нашето заедничко минато, а со цел напредување на археологијата за балканската праисторија, рече Димитровска. Во рамки на дводневниот собир вечер во музеот на град Скопје ќе се одржи изложба на постери, а учесниците на конференцијата ќе имаат можност да ги посетат и музеите во Скопје. По завршувањето на конференцијата, научните текстови од археолозите ќе бидат публикувани во посебна монографија во издание на Археопрес, престижна издавачка куќа од Оксфорд, специјализирана исклучиво за публикување научна археолошка литература. Со тоа, според организаторот, ќе се придонесе за промоција на археологијата и културно-историското наследство на Македонија на светско ниво. На научниот собир учествуваат 110 археолози од 20 земји од светот. Љубителите на уметничката фотографија синоќа имаа можност да бидат дел од отварањето на изложбата "Жените и фотографијата", на која со своји дела се представија околу 20 на авторки на фотоклубови од повеќе градови во Македонија. Во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово синоќа беше отворена изложбата на уметничка фотографија "Жените и фотографијата" во организација и координација на фотоклубот Куманово. Вечерва изложбата е на Фотоклуб Куманово и тоест и на другите клубови од Македонија. Значи тема ни беше по повод 8 март, денот на жената. Значи изложбата е насловена "Жените и фотографијата". Минатата година беше клубска, значи ова година е меѓуклубска со повеќе авторки од другите градови. Околу 40 фотографии на 20 авторки на фотоклубови од Куманово, Битола, Прилеп, Кавадарци, Крива Паланка и Кичево беа представени пред бројните љубители на уметноста. Фотографијата е едно патување за себе познавањето, патување на емоциите, патување низ природата каде што го кадрираме секој момент фатен од природата и од нашите чувства што извираат. Вечерва се представуваме како фотографи жени или женски фотографи, каде што можеме да докажеме дека и жените го умеат да фотографираат, исто како мажите, да ја изнесеме нашата инспирација, нашите креативни кадрови фатени од овие изминати години, како што може да забележите има различни теми и може да ја забележите низ призмата или на фотографијата, низ објективот, дека жените фотографираат различни теми и ни ги покажуваат истите чувства преку нив. Голем дел од уметничките фотографии ја прикажуваат моќта на жената и незината сплотеност со природата. Преку доловените фотографирани моменти, жените ја изразуваат својата креативност и ги пренесуваат своите емоции, овозможувајќи им на гледачите да патуваат низ времето и притоа да ги следат мислите на авторките. Петок 13 од многу суеверни луѓе во светот, особено во Европа, Северна и Јужна Америка, Австралија, се смета за несреќен ден. Плашејќи се да не ги следи лоша среќа, луѓето на овој ден избегнуваат патувања, склучување договори и други поважни работи. Овој ден беше повод за разговор. Модерното време донесе значајни промени, но него искорени суеверието кое се пренесува низ генерации. Тоа е нешто со што се сретнуваме секојдневно. Така многумина сметаат дека црната мачка што ќе им го пресече патот е лош предзнак и дека петок 13 е несреќен ден. Кога станувате на лева нога, тоа не е добро, се може да ви тргне наопаку, но кога ќе ве почеша левата рака, тоа е прекрасно. Дури ако не сте вработени, парите ќе дојдат од некаде. Живи глупости. Па верувам. Мислам секој човек има суеверие. И верувам и јас во тие суеверија. Треба да ги поштуваме и да продолжиме така и ние и младите да ги продолжат тие. Сигурно има нешто што идат од поколение на поколение. Некои истражувања покажуваат дека суеверното однесување се стекнува во текот на животот. Не се раѓаме со навика да чукнеме во дрво за да не чуе злото. Ние учиме да го правиме тоа. Дали ќе бидете суеверни зависи од воспитувањето и од средината во која сте растеле, но најмногу од вашите убедувања и од вас самите. Па не треба буквално смисло да се веруе, него ето едно, онако, у себе да си имаш некој предосеќај. Па зависи кој како му е среќата и судбината како му е. Зависи се од човекот како ќе си ги нареди својот животот, коцките на животот и тоа е. Суеверието обстојува затоа што е вкоренето во стравовите кои се вообичаени за човештвото. На луѓето им е потребно да веруваат дека постојат амајлии и уроци кои успешно ќе го совладаат стравот, како од познатото, така и од непознатото. Со тоа, суеверието им дава на луѓето чувство дека имаат контрола врз своите стравови.
Како и да е, статистиките покажуваат дека само 30% од луѓето не се суеверни, но истражувачите велат дека во тој број не се вклучени оние кои веруваат, но не сакаат тоа да го признаат. На свеченоста која организираше Сојузот на спортовите на град Куманово, беа избрани најдобрите спортисти за 2014 година. Манифестацијата се одржува под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово, а беа доделени над 100 признанија и пехари за најуспешните од општината. Кадри телевизија беше на настанот и еве што забележа. На денешната свеченост Куманово ги избра најдобрите спортисти за 2014 година. Беа доделени различни награди по категории, поштувајќи од најмладите па до најстарите. Со еден збор кажано, наградите отидоа кај најдобрите, кои со своите резултати се докажаа во изминатата година. Топ 10 спортисти на Куманово се Моника Паневска, Ибраим Мустафи, Никола Зарковски, Драгана Колевска, Маријан Јаневски, Ивица Давидовски, Димитар Димковски, Сашо Илиевски и Стефан Петровски. Најдобра меѓу најдобрите за 2014 година е Дрита Ислами, членка на Атлетскиот клуб Куманово. На спортистите им се обрати и Саша Петрушевски, председател на Сојузот на спортовите на Куманово и градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Општински сојуз на спортови со своите заложби и со својата програма со која учествува дава значај, односно сите спортски активности на спортистите во град Куманово ја реализира. Оваа плејада на спортисти јасно укажува на она што вие спортистите и спортските работници го дадовте како допринос за својот град. Од моје име, од име на граѓаните на Комуна Корево, благодарам на спортистите и на спортските работници. По завршувањето на манифестацијата разговаравме со дел од добитниците на наградите. Ова признание ми значи најмногу од сите до сега, затоа што ова признание е моје последно, се надевам, не понатаму како спортски работник или како тренер. Секое признание кое што ми е доделено од општината, од градот од кај што потекнувам, навистина значи е една голема сатисфакција и стварно многу ми значи затоа што граѓаните и општината на Куманово не заборавиле дека толку години имаат репрезентативка која што го представува градот и државата надвор од границите. Ова признание за мене значи многу, немам зборови со кои може да го опишам. Ова е моје прво признание доделено од градот Куманово и за тоа сум многу благодарна и се надам дека нема да биде последно. Ова се две награди кои се не можеби први, али во моментот најзначени за нашиот клуб. Значи со овие награди едноставно јас лично, мојата екипа, сите што сме инволвирани во одбојката во Куманово, значи ќе ни даде еден подстрек да одиме напред. Во секој случај на сите спортисти од Куманово во 2015 година посекуваме пред се многу здравје и успеси на спортско поле и достојна афирмација на градот и државата. Од мене, почитувани гледачи, вечерва ексклузивно гости во нашето студио е Дрита Ислами, шампионка на Македонија на 200, 400, 450 метри полната атлетичарка и со која ќе имаме чест задоволство да разговараме по повод ова големо признание. Дрита, добро вечер и добродојдовте во нашето студио. Најпрви честитки за ова големо признание. Верувам дека сте задоволни и ќе ви представува нов потик во вашата понатамошна работа. Здраво, фала за поканата и поздрав до сите гледачи на К3 телевизијата. Што значи за вас ова признание? Еве денеска добивте една сатисфакција за вашата успешна работа, иако сте доста млада, сепак покажувате добри резултати. Па за мене ова признание значи многу, ми дава мотивација да продолжам повеќе да тренирам и пак да се наградам со овакви признанија. Со оглед на тоа дека патот до ова признание не беше лесен, имавте многу работа, многу трензи, многу одрекнување од својот живот, сепак еве успеавте да стигнете до некое ниво на успешни резултати. Па да, навистина патот беше многу тежок, покрај добрите моменти имавме и лоши моменти кои со помош на тренерот на Атлетскиот клуб Куманово, на колегите на клубот ги поминавме и тие и стигнавме до тука кај што сме. Вие сте членка на Атлетскиот клуб Куманово, каде што според кажувањето имате добри резултати за работа, добри услови за работа и успехот не е изоставен. Еве, бележите сите резултати, не само вие, него и другите ваши членови. Да, Атлетскиот клуб навистина доделува добри услови за тренирање и јас индивидуално сум многу
Многу сте задоволни? Да, задоволна сум. Колку пати неделно тренирате? Па тренираме скоро секој ден, само петок можеби некогаш имаме пауза и тоа на фаза на припремите тренираме 2 пати дневно. Да, имате добри услови за работа покрај Соколана, она убава стаза направена. Да. Кои се плановите за 2015 година? Веројатно имате зацртана агенда која треба да ја спроведете. Да, за 2015 година сакам да учествувам во Европското првенство во Баку, што истовремено ќе биде и европски игри што ќе се организираат за прв пат и во Европското првенство за јуниори кое ќе се одржи во Шведска. Кој најмногу ти помага во развојот на твојата кариера? Веројатно имате поддршка и од семејството, и од училиштето кое многу пати ви излегува во пресвет. Па да, во мојата кариера скоро сите луѓе кои што се околу мене ми помагат. Тренерот Рахман Алија, кој сакам да го поздравам, ми помага семејството, атлетскиот клуб Куманово и колегите што тренираме заедно. Она што е најважно во моментов, може ли да се надеваме 2016 година да ја видиме другите исламни олимписките игри во Рио де Жанеиро? Воедно тоа ќе биде круна на вашата кариера. Да, така е. Скоро секој спортист сака да учествува во Олимписките игри и мојата цел е тоа и се надевам дека ќе учествувам со Б норма, за тоа и се спремам. Да споменеме дека 4 години поред во континуитет се најдобра во Македонија. Да, 4 години поред од 2011 година се Сте најдобра во Македонија во твојата дисциплина. Да, во мојата категорија за Дали следите редовно македонската атлетика, случувањата во неа? Па да, од веќе 5 години тренирам атлетика и ги следам сите настани и атлетичарите ги познавам добро. Што те наведе да дојдеш во Куманово да работиш? Па условите сека. Да, веројатно имаш и препорака од некој да дојдеш во Куманово да работиш овдека. Да, имавме од тренерот Филип Колевски и така. Сега завршувате средно училиште, многу интересно да кажеме на нашите гледачи што планирате понатаму во кариерата. Веројатно останувате во Македонија, заменувате од нашата држава или имате некои ваши планови лични? Да, сега сум 4-та година во гимназијата Зефлюш Марко. Мислам ќе одам во Турција за студии, каде ќе продолжам ДИФ, значи факултет, физичкиот факултет, и таму ќе останам и ќе тренирам и појако таму. Мора да прашам и вон границите на Македонија, имате ли некој идол во светската атлетика, бидејќи вие имате една специфична дисциплина, 200 метри слободно, 400 метри пречки, 450 метри пречки. Можете ли кажете некој идол кој Да, имам многу идоли и сите се тие многу јаки, а мој идол е Алесон Феликс, тоа е една атлетичарка од Америка, исто така и таа трча како мене 200 метри, значи спринтерка, исто така и Сања Ричардс која трча 400 метри и така. Што вели вашето семејство на овие ваши сите успеси? Па тие ме поддржуваат многу и се чувствуваат среќни што имате една ќерка како мене и продолжат да ме дават поддршка до крај. И за крајот, како млад спортист, еве, искористите оваа прилика да им се обратите на своите врсници, да кажете на некој начин да упатите апел дека спортувањето е нешто најубаво и најздраво за секој млад човек. Да, навистина спортот е нешто најдобро што може да го има човекот. Не е лошо да спортувате, покрај што ќе имате добро здравје, ќе можете и да постигнете резултати и да ве познават сите. Во блокот за меѓународниот спорт донесуваме неколку информации од фудбалот и кошарката. Вчера во Лигата на Европа се одиграа првите 8 финални мечеви. Фудбалската репрезентација на Зимбабве нема да ги игра квалификациите за светското првенство во 2018-та поради финансиски проблеми. Во првите 8 финални мечеви од Лигата на Европа воглавно се постигна очекувани резултати. Добра залика пред ремешот оствари екипите на Севилја, која нагости славеше против Вијареал со 3:1 и Зенит кој го победи Торино со 2:0. Во другите мечеви постигнати се следните резултати: Евертон Динамо Киев 2:1, Фиорентина Рома 1:1, Наполи Динамо Москва 3:1, Бриш Бешиташ 2:1, Днипро Ајакс 1:0, Волсбург Интер 3:1. Ремаш мечевите на програмата се за една недела. Меѓународната фудбалска федерација го исфрли националниот тим на Зимбабве од квалификациите за светското првенство во 2018 година поради долгови кон поранешниот селектор на репрезентацијата бразилецот Жозе Валинос.
Дисциплинската комисија на ФИФА соопшти дека го казнила Зимбабве, бидејќи федерацијата на таа земја не ги измирила огромните долгови од 2008 година кон селекторот Жозе Клаудинеј Ѓорџини Валинос, пренесуваат светските медиуми. ФИФА точно и прецизно навела во својот извештај дека Зимбабве воопшто ги нема измирено финансиските обврски и покрај до одобрениот грејс период кој го добиле, а не го искористиле. Дали сепак им се даде повторна шанса на Зимбабве да учествува во квалификациите, тешко е да се поверува, со оглед на фактот што ФИФА многу тешко ги менува своите одлуки. Вчера во кошаркарската Евролига продолжија возбудувањата. На програмата беа неколку мечеви во кои домаќините беа поуспешни. Единствената победа на гостија ствари кошаркарите на Црвена звезда, кои го декласираат домаќинот Галатасарај. Еве ги сите резултати. Реал Мадрид Алба 93-62, Барселона Макаби 89-71, Нишни Лаборал Куќа 89-85 и Галатасарај Црвена звезда 68-91. Вечера продолжуваат на преварите, во нив ќе се сретнат Жалгирис Панатенаикос, ЦСКА Ефес, Армани Уникаха и дербито на колото Олимпијакос Фенербахче. Времето денеска беше променливо облачно со подолги сончеви периоди. Локално ќе има услови за слаб дожд, на планините слаб снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 5 до 13 степени. Следува метео. Тука го завршуваме ова издание на Дневникот. Останете со програмата на К3. Пријатна вечер.